шах понатаму, до крајот на емисијата? Да, до крајот на емисијата. Зошто даваме внимание и зошто е толку актуелно? Актуелниот државен првак на Македонија во шах Тони Лазов го постигна најголемиот успех во кариерата на шаховската олимпијада, која заврши во Будимпешта, освојувајќи сребрен медал за својот индивидуален настап на втората табла со одличен рейтинг перформанс. Ивана Манова со настапот на олимпијадата и 7-те поени од 10 парти се стекна со титулата женски фиде мајстор. А тука со нас, за сето тоа да го подкрепи, е Атанас Скизов, интернационален мајстор, сребрен медал на втора табла на шаховска олимпијада во Будимпешта. Добро утро. Дали добро сум се подготвила? Да. Ова се вреди Ивана внимание. Манова, Тони Лазов и Атанас Скизов. Може со Тони да започнеме. Тони Лазов се етаблираше како иден лидер на националната селекција. Таков беше и насловот во кој што медиумите ја проследија веста. Па како се постигнува овој успех? Што значи тој за тебе? Прво, добро утро и благодарам на поканата. Како што рековте, може да ова да се свати дека се етаблирам како предводник во наредните идни настапи со репрезентацијата. Се извинувам, може би ще имаш прашањето? Добро, вака, јас разбирам дека е многу полесно кога ќе се концентрираш во поинакво издание и се разбира ово излегување од комфорт зоната и заслужува внимание. Заслужува се разбира сето она што го имаш постигнато. Како ти го доживуваш по враќањето од Будимпешта? Да, па ете, се уште сум под импресии, нормално измешани медиумите емоции. Требаше вчера да дојдете директно од авионот. Да видите што ќе кажете, да. Ве поштеривме, еден ден повеќе ви дадовме. Па, ова е најголем успех некој во мојата кариера и општо после повеќе од 20 години да имаме некој медалист на општо со репрезентација. А особено тоа што е шаховска олимпијада, најголем настан, дава уште уште се рачуна како уште поголем успех. Во текот на надпреварувањето не очекував искрено воопшто, нели се надевав само прво дека бидејќи сум интернационален мајстор, ми требаат потребни норми за да стигнам до највисоката титула шаховски велемајстор, која што требаат 3 такви, една веќе освоив лани, и се надевав дека тука ќе освојам уште една. Но кога видов дека сум во шанса за медал после победата против Полска во 8 коло, така беше почна да ме обзема едно чувство на адреналин и пробав само да се концентрирам и да се фокусирам на наредниот настап и да го дадам максимумот. Така што испадна се супер. Испадна се супер, селекторе. Дали испадна очекувано, дали ги надминавме очекувањата со овие медали, со сето она што се случуваше таму? Па никој не очекуваше дека Тони или било кој ќе освои медал. Норма очекувавме, меѓутоа медал не, затоа што поготово со новите критериуми по перформанс, се е тешко гледачите да разберат што значи тоа перформанс, многу е тешко да се освои, премногу е тешко да се освои. Тони успеа, како што кажи самиот Тони, кога се појави шанса и самиот тим му помогна нели во подготовки, така да сосема заслужено. Ја не верувам дали некој може во иднина тоа. Се надминаа вашите очекувања? Да, сигурно. На сите. На било кој шахист, да. И сега дамата ја оставивме за крај. Дамата заслужено. Затоа што е најбитна нели готката на шлагот горе. Ивана, женски фиде мајстор. Тоа е различно од фиде мајстор, како што ни кажа пред влегувањето во студиото. Како се добива оваа титула и што значи тоа? На Олимпијада може да се освои оваа титула со освојување на 60% од вкупните поени, односно од вкупните партии што се изигруваат. Јас имав 6 поени од 9 партии, со што автоматски станав женски фиде мајстор, но подоцна следната партија освоив уште еден поен, што мене претходно ми ја гарантираше титулата. И импресиите сега од велиш закитувањето со оваа титула? Различно е женски фиде мајстор. Да.
Да, По рейтинг, по бодови, по што е различно? Да. Кај жените, доколку се стигне до 200 рейтинг поени, тогаш автоматски се станува женски фидемајстор, но нели на Олимпијада има различни критериуми, па јас така постанав. И со оваа титула сум навистина среќна и горда поради постигнатиот успех, а тоа се должи на моите партии, исклучително што ги изиграв со мали непрецизности, но бев задоволна од мојата игра. Важно е задоволството и одговор и надминување на очекувањата. Женската репрезентација беше 57 рангирана, заврши на 77-то место од 169 екипи, славејќи 4 победи. Што представуваат овие резултати за нас? За женската треба да се каже женските селектори, сум на машката. Па без разлика, вие сепак сте добар Сигурно ефектот е... Не бидете пристрасен. Не, прво ќе кажам за мажите. Мажите заслужија да бидат барем 20 места над резултатот што го постигна. А мали се, само да кажеме дека во шахот нијансите се... Многу мали и ние во клучни моменти, ние цело време бевме над нашиот рейтинг пласирани, меѓутоа во клучните моменти ни паѓа од таа група кој што може да ни паднат некои екипи, ни паѓа баш најсилните. И ги губевме све со минимален резултат. Настапот на машката репрезентација можам да го оценам како многу солиден, поготово со освојањето на медала. Така да целокупно од машката сум задоволен. А гледајќи ги од страна и жените, и тие се бореа, и нивниот настап успешен, поготово со освојање на две титули фидемајстор. Не е само Ивана, тука освои и Моника Жежовска, така да ја целокупниот настап го гледам како успешен. Тоа е подстрек, се разбира, за младите во Македонија, кои што се решени или се уште не се решени за шахот и да запливаат во шаховските води. Тони, што значи да си шахист? Ево вака. На прва, што ти текнува? Што значи да си шахист? Како би се опишал со еден, со два збора, со шахист? За да си шахист, иако пред се е спорт, треба, тоа е баш тешка дисциплина, значи треба огромни жртви, бараат, мора да имате јака меморија во самата припрема за самите настапи. Исто така и физичка подготовка е многу потребно, бидејќи партиите траат 5 до 6 часа и е доста истрапувачки, така што... Ивана, што ќе дополниш? Се согласувам со све што кажа. Многу е важна припремата. Многу е важна како и припремата со отварање. Како се припремате вие? Па на почетокот ги анализираме нашите противници, ги гледаме нивните слабости, нивните предности, пробуваме да некако да најдеме некоја слабост за да може така да го искористиме таа. Но исто така, знаејќи ги нашите слабости и предности, знаеме дека и они за нас ќе се припремаат и... Да, дека е взаемна припремата. Да, и потребно е и нас да се анализираме, и нив да ги анализираме, но исто така многу е важна и психичката припрема, за да си психички стабилен и цврст и да го издржиш тоа, бидејќи партијата може да трае многу сати, да трае и до 5 сати. Да, повеќе часови, ние издржуваме 3 нешто часа и станати претходно 2 часа, скоро 5, издржуваме без јадење и без ништо дополнително, нели, некој задоволство, кафе или нешто плюс. Како вие се подготвувате, како вие го издржувате тие часа, некојаш и 4 и 5 часови, добро, и 4 и 5, како вие ги издржувате? Веројатно не јадете ништо претходно, внимавате, смеете ли вода да пиете? Што се случува? Ајде, Ивана. Па вака, за Олимпијадата, навистина е силен настан и некако е многу похаотичен, треба да се организираш со превоз, како да се стигне до таму, да се руча претходно и свето тоа. Колку часа претходно да се руча? Па 1 до 2 сати. Не, добро, 2 сати до 3. Добро. Добро. Сега а вода смеете ли да пиете? Да, зависно од организацијата, треба да имаме нели организиран превоз. И на носот пристигнуваме на партија, започнуваме, смееме да си земеме за пиење вода, сокче, секако тоа е обезбедено од самата организација, си има сокови, си има секакви пијалоци, кафења, чај, има и
благо, може да се земе, може... Значи, убаво е да си шахист. Убаво е да си шахист. Пријатно е, нели? Да. Селекторе, за крај, прашањето. Дали ова е доволен подстрек, дали ова е доволно како резултат да се крене нивото на шахот во Македонија, затоа што зборуваме и за имплементација во училиштата, зборуваме многу за шахот во нашата земја. Па ако сребрен медал не е доволно, не знам што е доволно. Сигурно дека ќе се овој успех на Тони ќе влие. Еве веќе многу деца и му честитаат и гледаат. Мора да е доволен подстрек. Иако мислам дека во последно време многу деца и се заразија. Ги има Буквално се зарази. Да, ги има насекаде. Моje мислење дека шахот за разлика од другите спортови, мојот син почнувам сега помалку да го учам шах. Доброто е што кај шахистите нема лоши луѓе. Ја не познавам кај шахистите некој да се занимава со криминал, не знам, да пие, да... Нема време. Па и нема време, и луѓето се поинакви. Една од причините зашто ја, без разлика што е многу тешко да се стане шахист, една од причините зашто ја и мојот син сега полека пробувам да го внесам во таа игра. Се надеваме ќе успеете Кизов, Лазов, Манова, повелите. Само за крај си извинувам, сакам да кажам дека ова не е само мој личен успех, туку и на цела Македонија. Се разбира. Така и го доживуваме. Го носиш дресот, го носиш знамето, така го доживуваме. Да, горд знаеме дека си скромен, да. Да, и сакам исто да изразам, еве да искористам оваа прилика, благодарност до мојата фамилија пред се, кои што ме поддржуваат на секаков начин, исто така до мојот тренер Трајко Недев, поздрав. И секако клубот Алкалоид, кој што... Познати презимјеници, Кизов, Недев и така натаму. Да, ги знаеме од подамне тие презимјени. Да, исто така и клубот Алкалоид, без кој што не би бил тоа што сум со цела поддршка утекот на цела кариера до сега. Поддршката е многу важна, се разбира и нашата медиумска која е тука за да ги пренесе вашите успеси. Благодариме.